Комунистичкиот приод на десницата која сугерира кризни економски решенија својствени за тоталитаризмот преку чепкање во приватните пензиски фондови е неприфатлив дури и за природните наследници на тој режим. И не само тоа, туку таквиот напад врз личните средства на граѓаните наидува и на лизгачки старт одзади дури од оние за кои би се очекувало да им бидат блиски, особено ако му припаѓаат горе-долу на истиот политички ориентиран светоглед. Тоа е согласно идеологијата на ВМРО ДПМН. 30 години у туѓото и се очите, 30 години у туѓото брца. Проблемот со идеологијата веројатно предизвикува дилеми кај сите активни и пасивни подржувачи и симпатизери кои се исправени пред предизвикот од евентуално губење на вистинската ниша во која се чува партискиот идентитет. Соочени со таква ситуација, тие дури ниту самите не знаат дали се уште се дел или веќе не и припаѓаат на организацијата. Јас не сум ВМРО. Јас сум ВМРО. Јас не сум ВМРО. Јас сум ВМРО. Може би една од причините поради кои се случува ваква емотивна криза е се позачестеното отсуство на рацио. Веројатно и во интерните, особено во односите со јавноста, кое се демонстрира со наметнување на сложени конспирации кои може да служат единствено како мембрана за евентуален иден неуспех, ама не и како детерминирана критика за нечија донација, па макар таа била и од најлутиот противник. Ова што сега представуваат како хуманитарна помош им било планирано за корумпирање на гласачи, им била веќе робата нарачана, им била договорена со оние кои што требало да им ја донесат и само ја поделиле. Токму затоа и се појавуваат недоумици, а како подкрепа мислите се упатени кон поддршка и наклонетост на виши сили, и тоа во ситуации кога нивното влијание е ирелевантно. Но е добро да се искористи како аргумент за прекин на дебата, за која е одговорна единствено недоволната техничка поддршка на соговорникот. Бидејќи беше слаб интернетот, имав најава од држијата дека Абе, тоа е да не се... посакаш, бете, види. Да. Он посакуваше да сум замолчал јас. И сега гледај, кај што е оној горниот никој не е. Јас и понатака сам говорам сега во студио, него го нема. 2 минути ве изгубив, 2 или 2,5 минути се изгубив. И на крајот, за оние кои што наместо во комуникација со оној горе да се наоѓаат кога е тешко, од себични причини, си дозволуваат во негово име и за своја сметка, тие да добиваат, а сите други да губат. Mos dhash Zoti që ne të hekim dorë, ti pezullojmë vendimin tonë. Nuk ka forcë që mund të lufton epidemi. Ju garantoj. Që atëherë bëhet Bangladesh. Наспроти очекувањата да бидат над ситуацијата, сега верниците треба да покажат дека се помудри од своите поглавари. Оти веќе е непристојно тие постојано да се камуфлираат за нивните искрени молитви.